Сега одиме со најновите информации поврзани со надпреварите од Телеком Бизнис Лигата. Уника и ЕВН ќе играат во битка за титулата оваа сезона во Телеком Бизнис Лигата. ЕВН со победата над Халкбанк во игра за шампионската титула. Уника со одлична игра во дуелот со Мепсо до финалниот надпревар. Во првиот дуел меѓу екипата на ЕВН и Халкбанк, кој одлучува за влез во финалето, надпреварот го отвори екипата на ЕВН уште во раната фаза, постигнувајќи погодок од одлично изработен напад, но по заработениот црвен картон екипата на ЕВН остана со играч помалку, пошто Халкбанк успеа да изравни на 1-1. Халкбанк имаше многу грешки во додавањата во прва линија, што практично на ЕВН му оставија отворени шанси за гол, кои успеа да ги реализираат и на полувремето да заминат во водство 3-1. Во второто полувреме екипата на Халкбанк успеа да намали на 3-2, но ЕВН преку против напад постигна гол кој одржа гол разликата. Екипата на Халкбанк, како би ја анулирала предноста, внесе во своите редови голман играч кој успеа да дојде само до гол негатива на 2 минути до крајот на надпреварот, но ЕВН ја засили играта во одбраната и не му дозволи на Халкбанк да го изравни резултатот, па славеше на крајот со 4-3. Не ја анулираше предноста. Вториот дуел за влез во финалето го одигра екипите на Мепсо и Уника. Во првото полувреме екипата на Уника одигра одлично пред се во делот на нападот, каде што имаше перфектна реализација со која екипата на Мепсо не можеше да се справи. Преку два против напади Мепсо успеа да намали на 2-4 на полувремето, а во вториот дел Мепсо успеа целосно да се врати во надпреварот и во 25-та минута да изравни на 4-4, но екипата на Уника имаше своја вечер, ги скористи и најневеројатните шанси и успеа да го добие овој надпревар со 9-6 и влезе во финалето од Телеком Бизнис Лигата. Уника и ЕВН ќе се борат за шампионскиот трофеј. Сега одиме со реклами и потоа се враќаме во живо од Телеком Иновативниот центар.